Ете, како што ветивме, си го продолжуваме разговорот со нашата втора и последна гостинка за ова утро на Алфа, Јелена Мичич, клинички фармацевт од Систина. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата. Ми представува посебна чест и задоволство да бидам дел од вашата емисија и секако имам посебна чест да упатам топол срдечен поздрав до сите гледачи и се надевам дека во рамки на денешниот компактен разговор ќе успееме да го задржиме вниманието и да доловиме што всушност представува фармацевската грижа, која е улогата на клиничкиот фармацевт и зошто пациентите треба да го контактираат и консултираат токму клиничкиот фармацевт како би ги надминале секојдневните практични проблеми и нејасноти во спроведувањето на својата пропишана терапија. Ви благодарам уште еднаш. Одлично, супер можност да и тука и во овој дел да разјасниме некои вистини и заблуди поврзани со тоа дали секогаш најблиската аптека и најпрвиот совет кој што ќе ни го даде некоја наша драга личност на телефон, дали секогаш тоа е добра или лоша опција, на кој начин и како, по кој терк треба да се земаат лековите, бидејќи направена паралела со како тука имаме ние навики да ги земаме антибиотиците посебно и некаде на запад, навистина е многу различно и многу поинаку се третираат, но ајде да почнеме ние од почеток. Која е улогата на клиничкиот фармацевт и кој е начинот на кој што истиот ја спроведува фармацевската грижа? Така, како што споменавте, всушност на клиничкиот фармацевт му е доделена привилегија за грижа за пациентите. Таа грижа се спроведува на тој начин што всушност самиот фармацевт го практикува моделот на клинички фармацевт со практикување и спроведување на одредени клучни принципи и правила. Најпрво говориме за клинички фармацевт кој всушност придонесува во обезбедувањето на услуги за самиот избор и донесувањето на одлуки. Која е онаа терапија која ќе биде аплицирана кај пациентите, секако тој избор на одлука се прави врз основа на клинички, аналитички и евалуирани податоци за самите лекови кои сочинуваат терапијата на пациентите. Всушност, кога говориме за клиничкиот фармацевт, секогаш говориме за подпирање врз база на едни научни, клинички, релевантни информации за лековите, при што во оваа верига говориме за една секојдневна, директна, непосредна комуникација, каде информациите циркулираат и се пренесуваат во рамки на триаголникот ординирачки доктор, клинички фармацевт и пациент. Зошто е тоа така? За да постигнеме максимален, оптимален бенефит кај пациентот. Всушност, со самото ова го потенцираме есенцијалното значење и местото на фармацевтот во тимот за здравствена заштита, како ефикасно би можело да се спроведува онаа фармацевска грижа која и tekako е потребна кај нашите пациенти. Суштината токму на таа фармацевска грижа, која е спроведена од страна на клиничките фармацевти, се темели на унапредување на здравието и квалитетот на живење на пациентите. Како го постигнуваме тоа? Преку спречување на прогресија на заболувањето, односно спречување на дополнителното влошување на и онака веќе влошената здравствена состојба. Сето тоа се постигнува преку водење на евиденција за моменталното заболување или диагнозата која што е идентификувана кај пациентите, водење на евиденција за пропишаната терапија која тие ја практикуваат и секако всушност совети до пациентите за нивните моментални здравствени состојби во кои што се наоѓаат и како би ги прифатиле всушност како полесно би се справили со секојдневното практикување на пропишаната терапија. Она што е голема должност на клиничкиот фармацевт е посебно да се обрати до секој пациент и да упати совети на кој начин треба да бидат евалуирани, поточно мерени сите оние параметри согласно моменталното заболување кое што го имаат пациентите, доколку говориме за диабетес, доколку говориме за хипертензија, доколку говориме за мултипна склероза и така натаму. Всушност, или пак во случај кога се соочуваат пациентите со една субоптимална терапија. Што тоа значи? Тоа е терапија која што
не ги покрива севкупните цели кои ние очекуваме да ги постигнеме кај пациентите, или субоптимална терапија која како последица веќе има едно недоволно покритие на симптоматологијата на болеста. Тука велиме стоп. Тука велиме за една процена, велиме за еден мониторинг како дел од таа фармацевска грижа, која процена ќе направиме согласно клиничките и лабораториските исследувања. Зошто е важна таа фармацевска грижа? Таа е важна затоа што кога ќе направиме една навремена идентификација на проблемот, кога ќе го едуцираме пациентот за несаканите ефекти, за потенцијалните интеракции кои што може да се случат помеѓу лековите кои пациентот ги применува, настапува на сила клиничкиот фармацевт, кој тука можеме да кажеме дека има една комплетна контрола во подобрување и унапредување на квалитетот на живење на пациентите и секако една воспоставена контрола над комплетната симптоматологија на болеста. Така, можеме ли да зборуваме за тоа што подразбира рационална употреба на лековите? Така, кога ќе го споменеме самиот термин на рационална примена на лековите, најпрво треба да објасниме дека рационална или правилна примена на лековите подразбира правилна примена на соодветно пропишани лекови во соодветно пропишани дози согласно индивидуалните клинички потреби на пациентот. Најчесто според Светската здравствена организација неправилната или нерационалната примена на лековите генерално се класифицира како глобален проблем кој што е раширен на светско ниво и всушност тоа е така затоа што повеќе од половина од пропишаните лекови се земаат неправилно или пациентите посегнале по употреба на лекот исклучиво на своја рака без постоечка индикација и без постоечка консултација со здравствено лице. Тука се потенцира повторно улогата на клиничкиот фармацевт, кој треба да воспостави една комплетна контрола за рационална примена на лековите. Како ќе ја воспостави? Преку контрола на соодветност на препишаниот лек, а соодветноста подразбира соодветност од аспект на доза, време траење на терапијата и секако сите тие соодветни протоколи кои треба да бидат усогласени со интернационалните водичи и препораки за таа терапија. Поточно, кога говориме за правилната примена на лековите, говориме за една контрола на терапија и всушност вклучување на одреден аларм доколку терапијата излегува од практичните протоколи. Говориме за контрола на терапијата и вклучување на аларм доколку терапијата во моментот отстапува од соодветните протоколи и бара идна ревизија на терапијата ке пациентот, а секогаш идната ревизија се прави врз основа на усогласени лабораториски и клинички исследувања. И всушност исто така правилната примена на лековите го одредува и однесувањето, прецизното однесување во времетраењето на истата. Што тоа значи? Треба да вклучиме еден потенцијален тайм-аут на лекот. Зошто е тоа така? За да ја процениме неговата ефикасност. Дали пропишаниот лек во соодветно пропишаните дози и соодветниот интервал на земање од страна на пациентите го дало на оптимален ефект кој што сакаме да го постигнеме со самиот чин на пропишување на самата терапија. И всушност тука повторно ја потенцираме и рационалната примена на лековите, меѓутоа и важноста на фармацевската грижа, која не треба да престане со всушност болничкото лекување на пациентот, туку треба да се воспостави вона вонболничко лекување или постхоспитализацијата на пациентите, како би биле сигурни дека пациентите се придржуваат кон спроведената терапија и само со всушност практикување на тој начин би постигнале една соодветна, безбедна и максимално ефикасна терапија. Одлично. Јас претпоставувам дека гледачите би имале многу што да ве прашаат, но уште некоја минута сакам да проговориме. Ние можеби грешам, не знам дали сум добро информирана, вие во Систина често пати имате акции, имате бесплатни консултации, ако не се лажам, имате промотивни услуги на голем дел на услугите. Апсолутно така е. Така, на какви услуги е најчесто тоа?
Всушност, клиничката болница Аџи-Бадем Систина секогаш несебично се залага и вложува во здравјето на пациентите, па токму и овој пат имаме промотивна услуга за бесплатна консултација со клинички фармацевт за сите наши пациенти, кои согласно нивната моментална здравствена состојба, согласно сите проблеми со кои се соочуваат во практикувањето на терапијата или потребни дилеми за одредена суплементарна терапија, потребни дилеми во поглед на одредена состојба со која што се соочуваат и за која имаат навистина потреба од дополнителна поддршка и совет, генерално може да се обратат во нашиот контакт центар на клиничката болница Аџи-Бадем Систина, при што во најбрз можен рок ќе бидат исконтактирани од клинички фармацевт. Кои се всушност интервенциите кои се покриваат со оваа услуга или кој е фокусот на оваа услуга? Всушност, фокусот на оваа услуга генерално се темели на практични интервенции, кои што ние би ги посоветувале пациентите за евалуирање на секое препишување на лек, евалуирање на, поточно само евалуирање на состојбата согласно заболувањето на пациентите, правилно советување за земањето на лековите согласно нивната дневна рутина или начинот на функционирање и начинот на исполнување на работните задачи и генерално тука би ја потенцирала посебно повозрасната популација на пациенти, каде веќе говориме за примена на една поширока палета на лекови и навистина верувајте дека и како е потребен еден карактеристичен план кој што ќе го води пациентот за време на земањето на терапијата, како пациентот би бил сигурен дека се наоѓа на една правилна насока, на еден правилен правец во спроведувањето на истата. Так, секоја чест за поддршката на пациентите, а нас не очекуваат гледачите на нашата телефонска линија, би сакала да им дадеме предност да постават некое прашање. Повелете, во програма сте. Ало, добро утро. Повелете. Добро утро. Тука сме, ве слушаме. Ало, добро утро, Сузана. Да. Поздрав и до гостинката многу. Значи, баш убаво што ги покани гостинкиве и првата ми се допадна, сега втората исто така. Значи, сакам нешто да ве прашам, многу битно. Значи, јас кога примав за Helicobacter pylori, имам 67 години, уште малку, значи стара жена сум, и пред 2 години примав за Helicobacter, кларитромицин и флажил. Значи, толку добив болки после 10-тиот ден, значи, и бизмут примав. Значи, толку јаки болки добив во желудникот, мислев дека ќе умрам, тие беа неподносливи болки. Значи, исто така ми излегуваше од непчето, некоја горслива. Страшно беше, како да ви кажам, само горсливо излегуваше. И кога се јавив ја на клиника да го прашам тој гастродокторот, тој ми рече продолжи така треба. Ама не сум ја дете од 2 години дека така треба, никогаш вакво нешто не сум имала. На своја рака ги прекинав. И сега сакам да ве прашам уште едно стручно прашање ако може. Значи, нешто ме интересира, таа тројна терапија, јака е, голема е све. Јас жена од 60 кила и еден човек од 100 кила и сега истата терапија ни ја дават. Може би мојот организам не може да поднесе. Тука нешто имам некоја дилема, едноставно ме интересира вашето мислење. Благодарам уште еднаш што сте тука, благодарам Сузана гостинкиве. Да ми ги приушти да се јавиме и поздрав многу. Ви благодарам многу, имајте добро и стабилно здравје. Ајде да се обидеме да ја одговориме на гледачката. Најпрво благодарам за заинтересираност и иницијативата за поставување на прашања од страна на гледачката. Секако пациентите имаат секојдневни тукму такви дилеми во соочувањето и во практикувањето на терапиите и посебно кога говориме за терапијата која што се однесува по повод Helicobacter инфекцијата, генерално пациентите се соочуваат со несакани ефекти токму поради лековите кои што ги применуваат. Лековите кои што ги применуваат, како пациентката што го спомена, бизмутот и останатите лекови предизвикуваат еден карактеристичен горчлив вкус во устата. Останатите лекови, поточно антибиотиците кои што се применуваат, предизвикуваат несакани гастроинтестинални ефекти. Токму тука се потенцира улогата на клиничкиот фармацевт. Во овој случај ќе посоветуваме пациентката. Да, точно е препораката од колегата од гастро. Да, пациентката мора да се придржува кон спроведениот режим на терапија. Меѓутоа, како да ги избегнеме сите оние несакани ефекти? Се советува пациентката да всушност
лекот го зема во соодветно пропишаниот интервал на дозирање, меѓутоа внимава дали го зема со оброк или без оброк, многу е важно, затоа што доколку лековите потенцијално се земаат со оброк, се зголемуваат нивните несакани ефекти. Се советува пациентката да по земањето на бизмутот всушност ја плакне устната празнина со одредени средства како би се елиминирал оној несакан ефект, односно онаа појава на горчина во устната празнина. И секако, доколку соодветно постои препорака, доколку интензивно се манифестираат несаканите ефекти кои што ке пациентката дури се манифестирале до тој степен да ја натераа таа да веќе се одвикне од постоечката терапија која што е пропишана, повторно Јас би кажала дека е добро да се воспостави повторно една консултација како би се направила промена на терапијата, поточно препишување на лек кој што е од истата група, а кој што се користи за истата намена, како би постигнале елиминирање на несаканите ефекти, поточно препишување на друг антибиотик и евентуално намалување на дозите или тргнување од терапијата на бизмутот. Би ја посоветувала пациентката да, всушност, повторно мора да се обради, како би се направило едно комплетно доиследување на незината моментална состојба. Дали бактеријата е се уште присутна, дали бактеријата повторно треба да се проследи оне период на ерадикација или незино излекување, затоа што навистина е една значителна симптоматска терапија кон која што треба да се однесуваме одговорно, меѓутоа можеме тоа да го постигнеме со соодветно менеджирање на терапијата, како не би постигнале откажување комплетно. Така, ви благодарам многу за исцрпниот одговор. Одиме со следен гледач. Повелете, во програма сте. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Дали сум во програма? Сте, тука сме и ние. Вака. На телефон Лидија Вендиовска. Јас сакам само да упатам многу голем поздрав до магистер Јелена Мичич и да ја посакам секаков успех во иднина. Благодариме. Дали имавте вие искуство некакво, дали вие побаравте совет, услуга? Да, често, таа е наша домашна аптека, таа во секој поглед нас ни помагат и сакам да ја упатам многу голем поздрав. И благодарам многу за вашето јавување. Благодарност и голем срдечен поздрав до господја Лидија. Така, среќа е да се има такви луѓе секогаш достапни. Одиме со следен гледач, повелете. Немаме. Друг гледач режија? Немаме, така, до следниот гледач. Често вака и јас си размислувам што јас би прашала кога би имала вака можност да сретнам некој човек со искуство како вашето огромно искуство. Пробиотикот е нешто за кое никогаш не ми било јасно кога и во пакет со што задолжително мораме да го применуваме. Пробиотиците генерално задолжително треба да се применуваат секојдневно, независно од тоа дали пациентот зема антибиотска терапија или не зема, затоа што тие се исклучителни чувари на цревната микрофлора кај пациентите. Генерално пробиотиците треба да се применуваат секојдневно како би ја заштитиле цревната флора. Всушност, пробиотици од аспект на онаа позитивна добра култура на лактобацилус е потребно да се земаат секојдневно, независно дали се земаат со оброк или без оброк, меѓутоа генерално, доколку пациентите секојдневно земаат пробиотици, на тој начин ќе имаат една подготвена цревна микрофлора, еден подготвен дигестивен тракт за секојдневно нормално функционирање, а евентуално во случај да нели имаме потреба од било каква ситуација која што ќе натера вклучување на не било каков дополнителен лек, веќе имаме подготвена цревна микрофлора која што и како добро ќе го дочека. Така да генерално постојат голем број на пазарот, голем број на пробиотски култури кои што и како е корисно да се внесуваат, меѓутоа задолжително секој ден. Така. И уште сакам нешто да прашам поврзано со антибиотиците од искуства на многу мои блиски, па и далечни, кои што живеат на европскиот и на американскиот континент, кога носат дете на лекар. Многу ретко, скоро невозможно е да на првото гледање им направат терапија и диагноза да им се одреди на детето, кое може би во моментот и гори со температура. Додека не ја добијат точната диагноза, го оставаат некогаш пациентот и со неколку недели да седи во таква состојба во која што му даваат простор на телото да се избори. Кај нас веднаш од прва некако чинам дека повеќето
Доктори предпишуваат антибиотик кој не знаеме дали можеби тој антибиотик е вистинскиот лек. Како е вашиот став околу антибиотиците? Апсолутно. Како што веќе претходно споменавте, исклучително голема важност е да одговорно се однесуваме кон примената на антибиотиците и би ги поздравила тие активности на нерационална употреба, поточно на рационална употреба на антибиотиците и веќе еден прекин, дефинитивен прекин на нерационалното пропишување. Многу е попрактично, многу е попаметно пациентот да биде на третман на доиследување. Ние пациентот не го оставаме во една животозагрозувачка состојба ако нели не му дадеме веднаш антибиотик. Напротив, во одредени случаи, токму поради нерационално земениот антибиотик можеме да предизвикаме дополнителна компликација. Ние во првиот акт, ние во првиот чин спроведуваме кај пациентот комплетна терапија, доколку говориме за висока температура, фебрилност. Пациентот е покриен со таа терапија. Доколку зборуваме за потреба од дополнително вклучени лекови согласно лабораториските параметри, сите тие лекови се вклучени. Но, доколку не добиеме дефинитивен третман, дефинитивна насока од соодветни микробиолошки анализи, кои што ќе не упатат на тоа согласно дефинитивниот антибиограм, кој е антибиотикот од правилен избор кој што треба да се вклучи, согласно насоката и правецот од инфламаторните параметри, тоа се ЦРП, прокалцитонинот, задолжителни параметри кои што ни укажуваат дали пациентот не е во животозагрозувачка состојба, дали говориме за едно локално или пак за силен системски одговор на воспаление на организмот. Токму поради тоа има голем број на насоки, голем број на критериуми кои што всушност понатаму ни диктираат во која насока треба да одиме со лекувањето. Дали веднаш експлозивно да реагираме или дали можеме да почекаме во првите 48 часа да дадеме една емпириска терапија, а потоа по тие 48 часа да спроведеме една дефинитивна антибиотска или соодветно дефинитивна друга терапија согласно состојбата. Би зборувале уште со часови, знам колку е нужна оваа тема за многу од гледачите, без разлика на која возрастна група припаѓаат. Ми беше задоволство што бевте наша денешна гостинка и можам слободно да констатирам дека Ачибадем Систина се навистина среќни што имаат човек како вас во тимот, кој што е секогаш на располагање на пациентите и на сите оние кои што бараат совет, помош и поддршка. Тука го завршуваме денешното издание на утринската на Алфа. Се гледаме некој 7 пат, ќе проговориме и за оние хронични терапии, за многу други нешта поврзани со тоа како се применува и практикува една фармацевска терапија. Јас секако би ја завршила оваа наша емисија со онаа познатова Хипократова: нека храната биде ваш лек, а лекот нека биде ваша храна. Зашто помалку лекови да имате можност да пиете, бидејќи вистина, доколку на време воспоставиме здрави животни навики, ќе си доживееме еден убав, долговечен живот со многу малку лекови и со многу среќни денови во истиот кој за жал е со ограничено времетраење. Ве поздравувам, ве оставам на истава фреквенција, следат редовните вести на Алфа од соседното студио, ние се гледаме повторно од понеделник. Довидување.